Заедно со волонтерите, мајката и ќерката Кеки и Ари Диксон цело утро организираа свежо овошје и зеленчук на тезгите на пазарот во Лос Анџелес. Но овој пазар е необичен. Се што е тука е бесплатно, благодарејќи на невладината организација на овие жени. Сакавме да направиме нешто што ќе им служи само на бездомниците, но колку повеќе разговаравме со луѓето, толку повеќе откривавме дека и луѓе кои не се бездомни имаат таква потреба. Откривме дека има толку многу програми наменети за бездомниците и за луѓето со ниски примања, но не многу за оние луѓе кои не се ни вамо ни тамо. Секој има своја приказна. Секој може да се најде во таква ситуација. Луѓето кои се наоѓаат во тешка ситуација може да поднесат барање на веб страницата на непрофитната организација. Овој пат на повеќе од 300 луѓе им беше потребна помош со храна. Во текот на денот тие може да дојдат на пазарот за да го добијат тоа што им треба бесплатно. Запознавме многу луѓе преку ова. Некои велат, минатата недела ја изгубив работата, но не сум квалификуван за државна помош. Слушнавме приказна за жена чиј сопруг ненадејно починал, која има 2 бебиња. На овие луѓе им помага семејството Диксонови. Сите производи на нивниот пазар се донирани од локални пазари. Многу луѓе се срамат, па затоа сакав да создадам нешто од кое нема да се срамат, како што е овој бесплатен пазар. Добиваат високо квалитетна храна, бидејќи честопати добиваат конзервирана храна или работи кои едноставно не се толку добри за нив. Посетителите на пазарот се благодарни. Ова многу ќе ни помогна дома да сготвиме поздрава храна. Барав начини да се хранам поздраво. Бесплатното е неверојатна придобивка. Тогаш можете да ги вложите парите во други нешта, бидејќи сега се е поскапено. Диксонови се надеваат дека ќе продолжат со праксата во Лос Анџелес барем еднаш месечно, за да се уверат дека оние кои се наоѓаат во тешка ситуација имаат уште еден начин да го прехранат своето семејство.